благодарам што прифати да бидеш гостин за прв пат на Hype MK. Прашање ми е како си? Секогаш опуштено пред камери, драго ми е за поканата што сум прв пат во Hype. Иван, најпрво сакам да те прашам за вашата турнеја во Австралија. Тоа беше топ тема во нашата држава. Како си поминавте, какви се впечатоците? Со оглед на бројките што ги имаме од видеата кои што беа постирани и од тамошните продукции од тука, пред се да ги поздравам сите организатори од Австралија кои што беа, како да кажам, цело време позади нас во сите можни случувања, што преку ден, што за време на наставите. Се чувствувавме како дома. Многу летавме, многу се дружевме. Беше се кратко и убаво и створивме една енергија која ќе трае и мислам дека ќе се обнови во 2026, бидејќи договоривме уште една турнеја за 2026 година, бидејќи 2025 сме букирани. И повторно ги поканувам сите македонци во Австралија да не држат и 2026 година. Че било многу добро што закажале уште една турнеја. Дали беше напорно? Види, пак, нели, клише прашање и секој музичар ќе ти каже она што сакаш да го работиш. Не е тешко, но имавме проблем со джетлегот, нели, со летањето, бидејќи, нели, ден-ноќ обратна е зоната. Тоа ни беше како поголем проблем, но после јас лично четвртиот, петиот ден веќе да кажам бев нормализиран, исто така и другите. Мислам дека тоа ни беше како единствена пречка за она да ни е се нај. Иако на настапите поминавме перфектно каде и да се појавевме, иако бевме само на 3 места оваа година. 2026 мислам дека ќе има повеќе од 10 настапи, така да очекувајте уште подобри журки. Видов интересни видеа на твојот профил. Многу весели луѓе, многу бакшиш. Се исплатеше ли сето тоа? Се исплатеше, баш пред да дојдам кај тебе на интервју, се чув со пријателите од Австралија, баш што ги има на видеото, да си ги поздравам. Тоа се многу топли луѓе, наши пријатели, некои од одамна, некои од сега, така да ги поздравам и ќе се видиме повторно. Кажи ми, еден член од вашиот бенд не беше на турнејата, колку што можев да приметам. Точно. Зошто? Еден член не беше на турнејата, бидејќи има фобија од летање. Тоа е нашиот гитарист Јордан, си го поздравувам и си го сакаме многу, иако се плаши од авиони, ама мислам дека ќе, знаеш, гледајќи он прекрасната атмосфера, мислам дека ќе го преброди тоа и ќе се напие некој апче за спиење и ќе го преспие летот, како што Слаткар го правеше тоа. Он највеќе спиеше од сите нас во авион. И исто така во авион се дружевме премногу, иако нели гледавме кој може повеќе да спие, но се беше убаво. Што и да кажам, уморни, неуморни, спиени, неспиени, се беше прекрасно. Дали Слаткар го преспа целиот лет? Проба да го преспа, ама мораше да изгледа неколку филмови, бидејќи јас, Слаткар и Желе седевме еден до друг. И мислам дека он преспа голем дел од летовите. Време до 2026 да го убедите вашиот колега да преброди сето тоа. Мислам дека нема потреба да го убедуваме, мислам дека самиот веќе ќе прифати. Така. Има ли некоја интересна анегдота што ви се случи во текот на турнејата? Интересна анегдота. Знаете, кога сте таму и кога сте толку уморни, влегувате во еден град кај што сакате се да видите одеднаш, се ви е интересно. Може би не можам да изразам нешто смешно што не се случило или некоја незгода. Едноставно, мислам дека Господ ги нареди коцките се да ни биде перфектно. Организаторите направи да се чувствуваме како дома и со тоа мислам дека негативно не можам да кажам ништо, освен позитива, чист воздух, топли луѓе, наши луѓе. На 2 пати на пат од Мелбурн за Сиднеј, застанувавме на бензински пумпи, застануваме на бензинска, се зборуваат македонски. Застануваме на втора бензинска да јадеме во Subway. Пак зборуваат македонски, така се чувствуваш нешто како во Македонија, малце ни беше чудно. Имаше една негативност. Сега ми текна. На втората бензинска каде што застанавме, еден човек си ја заборави во лер колата, а влезе во бензинската, имаше многу голем џип. Џипот се врати и ја бутна бензинската пумпа, мислевме дека ќе експлодира. Нагло сите избегавме, меѓутоа не се случи ништо. После тоа човекот си влезе во џипот и избега. Што ќе се случи понатаму, никој не се
како да кажам, не се заангажира околу тоа, бидејќи имаат многу камери, и нели правдата таму многу брзо ги стига, така да системот им работи перфектно, така да мислам дека тоа е како една, да кажам, интересна работа, негативна што не се случи. Иван, не знам дали некој некогаш ви има прашано како се формираше бендот Либеро? Не имаат прашувано сите, да, многу спонтано. Јас, Александар и Александар учевме во исти клас и имавме од секогаш желба да имаме бенд. Дејан една година помал од нас, исто во средно музичко. Многу спонтано Александар е иницијатор за бендот, басистот. Од прва не бевме со Јордан, што не е сега гитарист. Он ни се приклучи подоцна во групата, исто така подоцна Илија, саксофонистот, кларинетистот, професор, исто, кој што ни се приклучи, кој што настапува со нас на свадбени прослави и на некои нормално приватни прослави. Од средно сме заедно. Колку години траете ве? 14 години траеме. Рачунаме, нека се 13, ама веќе се 14 со ова. Хвала му на Господ сме константно во нагорна линија, така да мислам дека ќе останеме. Знам дека сте пребукирани, нон-стоп имате настапи, можеби по 2-3 на ден, некогаш се случува. Како го постигнуваш тоа темпо и како издржуваш? Издржувам, фала му на Господ. Здравието ме држи, ми дава енергија моето мало девојче Нија, која што ми е дома, и мојата сопруга Ивана, што си ги поздравувам. Секогаш кога одам дома, ми се враќа енергијата што ми е потребна за наредниот настап, иако како што кажа имаме многу често имаме по 2, но овој месец имаме 5 настапи по 3 во ден. Ама фала му на Господ, до сега рутински ги сработуваме со бендот. Мислам дека да не држи здравје, ќе издржиме до 4 јануари, сме секој ден букирани. Мислам дека ќе биде секој што треба. Веќе ги спомнавме твојата сопруга и тетичката. Кажи ми, како се снаоѓаш во улога на родител? Веќе си навлезен во таа улога, претпоставувам. Во улога на родител се снаоѓам перфектно. Можам да кажам дека сите работи што ги прави мајка, освен доење, ги правам јас. Дали менуваш Буквално, пелени? Нормално. Значи, буквално, сабајле баш не смени пелено пред да ја носам во градинка. Дете па ćemo да носиме во градинка, малце сме поопуштени со Иван, имаме повеќе време и за нас. Денеска решивме да китиме и така, ќе видиме. Сега за сега се снаоѓам перфектно. Дали знаеш да сготвиш нешто по дома? Жена ми е предобар готвач и не се мешам во кујната, иако јас ги умеам се добите. Ми можеме да ја следиме од некои извори твојата сопруга, пошто е доста приватно повлечена. Добро. Видовме дека таа често вежба во теретана. Или грешам? Не вежба често, има добра генетика, многу брзо се врати во форма после пораѓајот и не дека не вежбаш, и вежбаш известен период, ама тоа беше многу кратко. Вежбаше се тренер кој е роднина и имаше за многу брзо краток прогрес, брз. Така да затоа изгледа дека вежба, ама не вежба редовно, исто како и јас. Си љубоморен? Немаме проблем со љубомората, барем јас и Ивана неги себе. Може нормално да се праша кај си бил или што си правил, ама 90% знаеме кај сме. Знае кај ми се свирките, јавно ни се објавени. Значи, јас секогаш знам она кај е, она секогаш знае јас кај сум, секогаш нели детето мора да е исто на прво место, така да немаме проблем со љубомора. Сега за сега се надевам ќе остане тоа така и во иднина, бидејќи живееме во хармонија, имаме топли, пријатни семејства, роднини, пријатели кои што ни овозможуваат и кога не можеме да ни помогнат нели околу детето и околу сите случувања што ни се во домот. Мислам дека немате направено свадба, венчавка, така планирате ли? Кога ќе дојде твојот ред и кој ќе ти пее на свадба? Види, нема кој, да речеме 90% од пријателите ми го немаат поставено тоа прашање. Ни во Австралија не можевме да договориме турнеја, не па свадба годинава, некако нагло добивме некоја експанзија со настапи, поготово за свадбени прослави. Еви Александар, клавиатуристот, ја побара сега девојка му и гледаме, да тој ми буквално нема кога да правиме. И мислам дека ќе се договориме заедно со Александар, јас и он да правиме свадба во 2026 година. Со Господ напред, мислам дека 2026 ќе направиме свадба, иако сме ние нели венчани, детето ни е крстено и сите. Останато уште да се направи забавата и да
пристапиме во брак пред Господ во црква. Нема како да не те прашам, може е клише тема, твојата врска со Антонија, тоа све поминало, веќе помина доста време. Некое време Антонија гостуваше исто во нашата емисија заедно со Роберт и изјавија за тебе само пофални зборови. Значи, и двајцата кажа дека ти си предобар човек, има добро мислење за тебе. Кажи ми, кој е твоето мислење за нив двајца? Види, јас не сум конфликт на личност и со никој се уште се немам скарано во животот. Дали било било која девојка, било кој дечко, било кој пријател кој што сум се дружил, бил новинар, бил јавно лице, јас немам проблем со никој, немам лоши зборови за никој, фала им на сите за убавите зборови, секогаш гледам да оставам човек и немам буквално никакво мислење, многу работи се поминати, секој си има свое семејство, да не се препуцаваме, нема што да ги делиме работите, да се сите живи и здрави со семејствата, идат празници, убави моменти, нема потреба од навраќање на некои стари работи, буквално, бидејќи таму сме кај што сме сите на сите не убаво се надевам. Така да, гледам дека се следите и на Инстаграм, што е доста чудно за тој однос. Дали некој знаете да си лајкнете некоја фотографија или некој стори да си напишете коментар? Не имаме лајкнато ни фотографија, ни стори. Мислам дека тоа е чисто респект ради некое дружење што сме го имале долги години, така да нема негативна енергија. Дали би ги поканил на свадба Антонија и Роберт, како твои бивши колеги? Нема зашто да ги поканам на свадба. Нормално, јас не бе поканет на свадба очекувано, нема ни да бидат ни они поканет, многу очекувано. Иван, кажи ми, дали имаш новогодишна желба? Новогодишна желба, само семејството да ми е здраво, другото се мислам дека можам да постигнам. Во бендот сме во одлична атмосфера, одиме со кариерата во нагорна линија. Ете како желба, освен здравје, мислам дека не е потребно на ништо. Здравје за мене, за семејството, за бендот, другото секој се дојде. Така. Апсолутно. Ван, за крај, кажи ми вашите планови, имате издадено многу песни. Да. Убави, може би планирате албум или некоја нова соработка? Види, во овој период од годината нема како. Тоа би го оставил за февруари, март. Баш и разговарав со Лазар, мора да се видиме, и само викаме мора да се видиме за да снимиме нешто. И тој е пребукиран, и ние сме пребукирани, и да сакаме не можеме да се видиме, така да не ветувам ништо. Мислам дека за 2 или 3 месеци ќе бидам способен и јас и Лазар да направиме нешто ново и да пуштиме во етерот. Очекуваме, ние сме тука да ве поддржиме и сме горди на вашиот успех и што во нашата држава имаме такви луѓе како што сте вие. Благодарим уште еднаш на поканата што сме за прв пат овде, и ако јас зборувам во име на целиот бенд, колегите од бендот не можеше да присуствуваат бидејќи се на работа, но нели јас во име на бендот, бидејќи сум најслободен, можам да се појавувам сегде и да говорам на таа тема. Среќни празници, среќна нова година, хајп, поздрав, се гледаме за убави работи. Јас сум Иван Јованов, а вие гледате Хајп Македонија.